Докажани експерти од областа на историјата кои ќе имаат доблест и храброст да се борат за националните и државни интереси. Луѓе кои се стручни во тоа поле, но истовремено ќе го штитат македонскиот идентитет. Вака треба да изгледа новиот македонски тим во Историската комисија со Бугарија. Премиерот Христијан Мицкоски најави кадровски промени во комисијата, бидејќи актуелниот состав не ги исполнил очекувањата. Актуелната комисија мешовита апсолутно не ги оправда очекувањата и не беше заштитник на националните интереси на македонскиот народ. Инаку да, логично е, кога имате нова влада да има и промени во определени институции. Не гледам тука зашто би имало политика. Веќе подолго време работата на мешовитата комисија е блокирана. Членовите не можат да постигнат договор за многу историски прашања, а изминатите години целата македонска јавност беше сведок за силни политички влијанија врз историчарите кои се согласуваа на речиси сите барања од Бугарија кои задираа во македонскиот идентитет. На состаноците изминатите неколку години историчарите договорија дека цар Самуил, светите браќа Кирил и Методи, свети Климент, свети Наум, повеќе не се само македонски историски личности, туку и бугарски, регионални и европски. Ова станаа новите официјални историографски позиции на Македонија, бидејќи на тоа се согласи претходната влада. Посебно проблематична беше и се уште е ситуацијата со цар Самуил. За него се наведува дека историската наука го смета за цар во Бугарско царство, и тоа во протоколот кој стана дел од преговарачката рамка за Македонија со Европската унија, за која добивме порака дека не може да се менува. Цар Самуил е владетел на голема средовековна држава која што по големиот дел од современата историска наука ја смета за Бугарско царство со центар во територијата на денешна Македонија. Тоа опфаќа значителен дел од земјите и населението на Балканскиот полуостров. Сите одлуки на претходната влада, кои често пати беа во полза на Бугарија, а се темелеа на препораки на Историската комисија, придонесоа Македонија да мора да ги менува и некои од учебниците по историја и географија. По повеќе од 2 години од отворањето на прашањето за Гоце Делчев пак, комисијата нема речиси никаков напредок. Сепак поранешната влада се согласи на заедничко чествување со Бугарија како знак на добра волја. Од самиот почеток на работата на комисијата постојаа сомнежи дека политиката меша прсти. Поради тоа во 2021 година од работата на оваа комисија се повлече професорот Ванчо Георгиев поради, како што кажа, политички притисок. Инаку комисијата за историски прашања беше формирана како резултат на договорот за добрососедство со Бугарија. За разговори и преговори со бугарските историчари, комисијата до 2023 година имаше инкасирано над 250.000 евра.